76 наслови на роднокрајни делчевски автори, изложени во јавната локална библиотека Илинден во Делчево, матичната библиотека на овие 31 автор, наколку што библиотеката има книги на своите полици. Ова активност, насловена Роднокрајни записи, во нивна чест ја организираше по повод месецот на книгата. Изложбата е отворена од 15 октомври до 1 ноември. Во читалната на библиотеката истакна директорката Билјана Петровска. Изложбата ја отворивме денес и ќе биде отворена до 1 ноември, секој работен ден од 10 до 18 часот во читалната на библиотеката. Сите наши сограѓани можат да дојдат и да ја посетат оваа изложба, почитувајќи ги сите мерки за заштита од COVID. Ние имаме роднокрајни автори кои што имаат огромен број на издадени дела. Јас, например, би го издвоила професорот Трајан Гоцевски. Не можеме да ги изложиме сите негови дела. Затоа, овие роднокрајни автори кои што имаат повеќе наслови, издвоивме само некои. Изложивме 76 наслови од 31 роднокрајен автор. Значи, библиотеката има наслови од 31 роднокрајен автор, бројка на роднокрајни автори со кои треба да бидеме горди и ние како библиотека, но и Делчево. Моќта на книгата во ова денешно време невреме и насловот на конкурсот кој всушност е и втората активност на библиотеката по повод месецот на книгата. На темата во рамки на конкурсот ки пишуваат ученици од 1 до 9 одделение, додаде Петровска. По повод месец октомври, месецот на книгата, јавната локална библиотека Илинден реализира две активности. Распишавме конкурс поезија на тема Моќта на книгата во ова денешно време невреме. Конкурсот трае до 1 ноември, а право на учество имаат сите ученици до 9 одделение. Учениците своите творби можат да ги доставуваат лично во библиотеката или по пошта на адреса улица Светозар Марковиќ безброј. Најдобрите од конкурсот ќе бидат наградени, а инаку ова е една од многуте активности кои ги реализираше јавната локална библиотека Илинден оваа година. Пред само неколку дена, по повод Детската недела, јавната библиотека Илинден организираше активност заедно со детската градинка Весели цветови, каде на дечињата им беа доделени сликовници и боенки.